Министерството за внатрешни работи ја одложува примената на системот Безбеден град за 1 февруари 2026 поради потреба од дополнителни технички проверки и усогласување на електронското казнување. Камерите и системот за препознавање таблички веќе се тестираат во Скопје, Тетово, Куманово и на коридорите 8 и 10. Се разгледува и воведување толеранција при мерењето на брзината, за возачите да не бидат казнети за минимални пречекорувања. Министерството за внатрешни работи истакнува дека главната цел е превенција, а не масовно казнување. Владеачката партија обвинува дека СДС и Венко Филипче конструираат лажни скандали за да го одвлечат вниманието од внатрешните проблеми во партијата. Според нив, темата за мигрантите е намерно измислена, иако и државата и Британија ја негира. Тврдат дека единствен кој работел на отворање мигрантски камп е самиот Филипче, кој во 2018 година поддржал план за прифатен центар во Бардовци. Владеачката партија порача дека додека се на власт, мигранти во Македонија нема да има, а СДС и Филипче се обвинети за манипулации, паника и обиди за дефокус од сопствениот криминал. На меѓународниот аеродром Скопје денеска ќе биде испратен 3 милионитиот патник во текот на една година, бројка што представува значаен рекорд. Среќниот патник е од летот Скопје, Бари, соопштија од ТАВ Македонија. По повод овој јубилеј, прес конференција ќе одржат заменик премиерот Александар Николовски и генералниот директор на ТАВ Македонија, Неџат Курт. Градоначалникот на Белград, Александар Шапик, соопшти дека градот оваа година нема да организира ниту Нова година ниту Стара Нова година поради безбедносни причини. Тој објасни дека на претходните дочекувања поголемиот дел од присутните биле малолетници, најмногу девојчиња и дека минатата година имало инцидент со група лица кои се обиделе да навлезат во оградениот простор. Шапик нагласи дека нема да дозволи ризик по било чие дете и дека прослави ќе имаат само кога ќе се исполнат сите безбедносни услови. Европската комисија поднесе тужба против Бугарија пред судот на правдата на Европската унија бидејќи земјата неправилно ја применила директивата за јавни набавки. Според Европската комисија, Бугарија незаконски исклучува одредени приватни здравствени установи од европските правила, иако тие се финансирани со јавни средства. Иако се најавени измени, тие не се усвоени и нема да ги опфатат сите установи. Поради тоа, комисијата го испраќа случајот пред судот. Паралелно, Европската комисија испрати и образложено мислење за неправилна примена на директивите за депонии и отпад, бидејќи во Бугарија голем дел од отпадот се уште се депонира без соодветен третман. Германија ја повлекува одлуката да прифати хуманитарен азил за афганистанци, вклучувајќи активисти, новинари и локален персонал, на кои им беше ветен прием по доаѓањето на талибанците на власт во 2021. Причината е намерата на новата влада да ги укине програмите за преселување од коалицискиот договор. Предходните ветувања се сметаат за наследни прашања и не се исполнуваат, што ги остави 640 луѓе во Пакистан без перспектива за прием во Германија. Германија ги обврзува да се подложат на безбедносна проверка, но многумина се уште чекаат своја шанса за спас. Јапонија ја погоди земјотрес со магнитуда 6,7 со епицентар во близина на префектурата Аомори. Издадено е предупредување за цунами до 1 метар за Хокајдо, Аомори, Ивате и Мијаги. За сега е забележано само мало цунами од околу 20 сантиметри и нема штети или повредени. Потресот доаѓа само 4 дена по разорниот земјотрес од 7,5 степени во истата област, а властите предупредуваат на можни нови силни земјотреси во следните денови. Американскиот претседател Доналд Трамп најави дека САД ќе започнат напади врз копнените маршрути по кои дрогата од Венецуела се транспортира кон САД. Тој веќе неколку недели предупредува дека ќе преземе воени мерки и американската армија веќе интервенира врз бродови во Карипско море за кои се сомнева дека шверцуваат дрога. Венецуелскиот претседател Николас Мадуро возвраќа со тврдење дека вистинската цел не е борба против наркокартелите, туку смена на режимот во Каракас и преземање на венецуелските нафтени полиња. Времето денеска сончево и релативно топло, со мала до умерена облачност. Во утринските часови на места ќе има појава на магла и зголемена облачност, која во текот на денот ќе се намали. Ќе дува слаб до умерен на места долж поврдарието, повремено засилен ветер од северозападен правец. Во Скопје претплатне во делови од котлината ќе има услови за појава на слаба магла. Во текот на денот времето ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Под влијание на висок воздушен притисок ќе продолжи периодот на претежно сончево и тивко време, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи.